Веќе 2-3 дена живееме тука и I just realized дека терасава не е исчистена. Вајде не се ни гледаат таму што е тука, ама не знам дали сакаш да видиш уопште, али тоа почне никој не живее тука. Сега сакам да ја исчистам. To be honest, многу ми е мило што не сум clean freak и basically не сум ни фрик за ништо и сакам све да си направам кога ќе ми дојде да го направам, кога не сакам ништо да ми биде isforsirano никогаш. Зашто сакам убаво да се осеќам кога ги правам работите, пошто сум се видел дека така и само така ги правам најдобро и добро воопшто. И се радувам што не сум clean freak. Од една страна сум помислил као ама че малце може болести ја закачам или не знам што, ама од друга страна да бидеме реални, живееме во многу прљаво место, онака overall Скопје, многу прљав град. Да бидеме реални, како има 3 кеси стоби флипс, јас не можам да разберам, види, 1, 2, 3, никој што некогаш бил во овој дом не јаде волку стоби флипс, мислам дека, така што мислам дека не ни се од тука, туку само долетале од некаде овие кеси. Што се да кажам, да, Скопје е overall прљав град и општо, за какво и да е местото каде што живееш, најдобро е да се навикнеш на тие стандарди. Така што ако живееш на прљаво место, не е ни толку хелти да бидеш цело време хелти. Као убаво е да треба да бидеш хелти и треба да бидеш чист, мислам, не кажувам ништо лошо за хигиената или дека не треба да биде така, дека не треба некој да има хигиена. Само што ако веќе се изложуваш дели на вакви ствари, би било добро да си го навикнеш организмот да ти функционира и на не толку чистота, мислам, сега зборам за чистота, иначе нема врска, this can apply to everything. Убаво е да му дадеш на организмот и да го научиш како да се справува со негативните ствари. Као, знаеш, знаеш како се лечи алергија? Алергија се лечи, ова е само од мојот knowledge, колку што знам, може да нешто грешам, ама тоа што знам, алергија се лечи со вбризгување на супстанцата на која што си алергичен во твоето тело. Малце по малце, уште малце по малце, за телото да стане имуно на таа супстанција и веќе да не реагира толку лошо, да не се појавува таа алергиска реакција, као да не биде толку лоша. И на тој начин функционира и чистотата, ме разбираш, ако не можеш ти да живееш, what the fuck, да живееш цело време у чистота и да очекуваш дека еднаш кога ќе отиде и пошто ако цело време живееш во безпрекорна чистота, многу помала толеранција ќе ти има самиот организам на таа прљавштина на која што ќе ти биде изложена. Така што затоа ми е мило што не сум фрик за ништо и стварно сакам само да се навикнувам на стварите кои што ми се во околината. Пошто, например, ако некој човек живее на планина и е навикнат цело време да диша само чист воздух, кога ќе дојде во Скопје, да речеме, или било кој ваков град, малку да подише од тој нечистиот воздух, многу е полесно да фати некој срања на плуќа, као не знам, астми, бронхопнеумонија, курци, не знам што тачно се фаќа од срањата, ама ме разбираш, као живе на место каде што дише безпрекорно чист воздух со премногу зеленила и доаѓа во сивило каде што ќе дише од сето олово кое што го има тука и од цел мазут и не знам што све не има тука. И едноставно организмот не му е навикнат на сето тоа, као му доаѓа шок на организмот. Али не го зборам ова за чистотата, повеќе го зборам за кога и како ги правам стварите. И јас имам одбрано да не бидам фрик за ништо,
заради тоа што стварно сакам да го почувствувам нештото кога и како да го направам. Директно како еве, нели зборев некми за како тоа ми беше многу битно јас компјутерот тука да го ставам, ама јас си го донесов нели тука компјутерот и мене ми стоеше еден цел ден компјутерот не поврзан, као не ми беше толку гајле за компјутерот, по битно ми беше да исчилам, побитно ми беше да отидам на јога, побитно ми беше да джерналам, да измедитирам и такви некои други ствари, као ми е битен компјутерот и многу си го сакам компјутерот, али не сум фрик за компјутерот, као во рете, можам да преживеам и без тоа. И во моментот кога одлучив да го поврзувам, стварно тоа го направив толку бавно, полека и со љубов. Не е дека не можам да го направам брзо, туку не сакам да имам потреба да брзам никаде во животот. Тоа е една од стварите кои што ги научив изминатава година, дека стварно секој можен пат кога брзам ги хефеснувам работите, као не ми испаѓаат како што сакам и дури да ми испаднат како што сакам технички, нема ја да бидам лично задоволен од нив. И на тој начин одлучив дека стварно ќе дозволам секогаш и во секое можно сценарио љубовта да ме води и желбата да ги правам работите, а не нешто што осеќам дека треба да направам или некој ми кажува дека треба да направам. Треба да го правам само тоа што сакам да го правам. И сега сакам да имам чиста тераса, најверојатно нема ни да седам на тераса, пошто не знам. Зашто па да не седам на тераса? Седам на тераса. Можда. Сеедно. Сега само сакав да е чистам тераса, не дека не ни сакав да ми биде чиста. Сакав да чистам тераса, тоа е се. I'm not going anywhere with this. Само ова е тоа што сакав да го правам. Пред некои колку има, не знам, 7-8 години направив песна да ти врне. Каде што, да, мислам, генералната слика е комична песна, али внатре во душата тоа што го осеќав е дека јас првично, почнувајќи од мене, јас не сакав дожд, као јас не сакав да врне. И затоа нели тоа го посакувам, као пошто тоа ми беше пораперската фаза каде што се дисаме и само ова беше на покомичен начин направено, каде што нели на непријателот мој му посакувам да му врне. И не ми се верува дека после 7-8 години колку има од тогаш дека сакам дожд. Као стварно сакам дожд. И ова се деси оваа моја промена, као окей, да, не сакам дожд повеќе од колку што сакам сонце, ама тоа што научив да го сакам животот со било што и да ми пружа, ми направи да го сакам и дождот како една ствар која што никад не ја сакав, ме депримирала порано, ме правила по-меланхоличен, по-мрзлив и такви ствари, а сега прв пат заврнува доштот како сум тука и баш у тој ден кога заврна дошт, баш тогаш искочи. Така што ништо чудно и дождот да ме привлече, fucking no. Тука, брат, не е за метла, тука е за црево. Муаветот со чистотата, што кажав дека аплајнува на све, но ми е мило што сум толерантен човек, а у смисла на ништо не ми смета толку многу. Као дефинитивно да, има работи што ми сметаат, ама I'm fine with anything. И можам да поднесам се, можам да поднесам секого. Тоа не значи дека само толерирам на секој све и свашта. Тоа значи само дека не ми сметаат ствари. И проблемот во ова, да, ова е проблем. Проблемот во ова е тоа што
кога да се понашам, кога да не можам да исперцепирам, кога да не можам да разберам, да ги разберам луѓето зашто толку им сметаат ствари, пошто ова не е некоја нова ствар кај мене. Јас прилично од секогаш сум бил ваков, као сум бил многу толерантен за многу ствари. И пошто мене не ми сметаат луѓето, се осеќам како јас на нив премногу да им сметам. И стварно се покажува како така, затоа што ми кажувале дека им сметам за ствари што не знам зашто толку им сметам. Некогаш вистина знам да бидам гласен, некогаш вистина знам да замарам, али не дека јас намерно им идам на луѓето и намерно ги замарам и намерно сум гласен. Може да звучи малце брутално од моја страна и не знам, неетички, не знам, еве кажи ми ти како звучи, ако знаеш подобро да ми го опишеш ова чувство, али не е мој проблем. Ако тебе ти сметам, тоа е твој проблем. И мене кога ми сметаат други луѓе и други ствари или било шо, као само идам и си го решавам. Као не пребарувам од луѓето да се сменат, не пребарувам, као не ме нервираат. Сега пример, ако некам да врне, нема да се нервирам за тоа што врне. Само ќе си го решам проблемот на друг начин, ќе си најдам комфорт во нешто друго, ќе се скријам од дождот, ќе влезам внатре, или едноставно само ќе го искористам дождот за нешто што е убаво во дождот. Ако сакам вода, ќе искочам, ќе се бањам на дождот. Ако не сакам вода, ќе се скријам дома, ќе си направам чајче, или ќе не знам што и да ми е комфорт. Ако ми е геймање, ќе геймам, ако ми е серија, ќе гледам серија. Ме разбираш, како ќе пробам да избегам со тоа што не бегам, туку само се тргам од тие работи. Не можам само да се жалам дека ми сметаат работи без јас да пробам да променам нешто. Као ако сум пробал 10 ствари на 10 различни начини, на 20 различни начини да избегам, да, евенчуали ќе почнам ми стануваат annoying работите, ама додека не пробам само да се тргнам и да ги оставам стварите да бидат како што се, додека јас не сум во тие ствари кои што јас не ги сакам, немам право да се жалам, ме разбираш? Има толку многу diverse работи у светот кои што можеш да ги правиш за тоа време или на тоа место, или само да смениш место, или да смениш човек со кој што си, или да не бидеш со тие луѓе. Премногу опции ни се дадени у светов, премногу работи имаме од кои што можеме да избереме што да правиме и ние избираме да се нервираме и да ни сметаат работи, као come on, please. Не може да ти сметаат работи, брат. Така што единствена работа која што мене ми смета, тоест единствени луѓе, да речам луѓе, кои што ми сметаат, се луѓе на кои што им сметаат работи. Затоа што пробувам да се тргнам колку што можам од тие луѓе, затоа што искрено ми пренесуваат негативна енергија и стварно не би сакал да примам таква енергија у мојот живот, пошто не ми помага, стварно не ми помага. И не се жалам кога имам такви луѓе околу мене, туку само ги неам. Само правам whatever it takes за да не бидам тогаш или толку често покрај тие луѓе. Значи не зборам за кога на некој му е потребна помош. Зборам за self-centered луѓе, зборам за луѓе кои што апсолутно немаат осет, кои што немаат емпатија, кои што им сметаат работи. Разбираш, ако све им смета, и јас ќе им сметам. Може да сега ќе ти бидам интересен затоа што не знам, интересен сум, кажувам јаки фори да речеме или имам некаква посебна енергија која што ќе успеам да ти ја пренесам на тебе, ама ако тоа е само привремено додека да тебе пак нешто ти засмета, евенчуали јас ќе ти засметам. И едноставно некои луѓе не сосеќам како да не вреди да се трудам толку многу за некои луѓе, затоа што сепак
сум Иван Ајнштејн, као не сум мајка Тереза. И не мислам дека е некоја злобна работа од моја страна која што ја правам, затоа што јас си ја знам вредноста и си знам многу добро колку јас им помагам на луѓето и колку сум секогаш available за муабет. Ти зборувам за луѓе кои што не знаат тоа да го ценат и кога ќе забележам дека не го ценат, само одам кај некој што тоа ќе оцени, затоа што мене ми е желба да им помогнам на луѓето, али ако не сакаш да ти биде помогнато, стварно не можам ништо да превземам врска со тоа. Се што можам да направам е да те советувам да кога ќе ти биде потребна помош, да ја побараш, а кога ќе ти биде понудена помош, да ја земеш. И не е срамота, нема потреба од егоистични мислења, од егоистични ставови зашо не би прифатил помош или мислам не би прифатил помош затоа што сметаш дека не ти е потребна помош. Али затоа ти кажувам, направи си муабет со себе, дружи се сам со себе и биди искрен со себе, што е најважно, пошто ако не си искрен со себе, дефинитивно нема да знаеш кој си, и што ти треба у било кој момент. Знам дека е ова многу полесно да се каже отколку да се направи, али и сите овие работи што ги зборам, ти ги зборам затоа што и ја некад сум бил на тоа место и стварно знам како е за некои ствари и знам дека се тешки и затоа што сум искочил од тоа, од тие говна, знам дека е возможно да се искочи и техниките и не се толку тешки, као actually ти е потребна само желба некојаш за да искочиш од тие говна. Ова беше предолг муабет за едно чистење тераса и мислам дека е доволна тераса да биде као да волку изчистена. Мислам, чекај само да ти покажам кој све ѓубре го насобрав. Немам видено волку ѓубре од волку мала терасичка. Добро, окей, не е да толку мала, ама многу ѓубре, човече, многу ѓубре. Кој fucking јадел 3 големи family pack Stobi Flips? Ја, тоа бев јас на мои 12 години и понатаму повторно бев тоа исто така јас на мои 22 години. Да, јас на мои 12 и на мои 22 години јадев 3 Jumbo Pack Stobi Flips. On the long run, лоша работа, али дефинитивно ствар која што е окей да си искусим некојаш во животот, само да знаеш кога е време да искочиш од тие срања. Лошите работи не се лоши. Лоша е нежелбата да ги промениш тие лоши работи. Ајде тука ќе го завршам. Фала ти многу што ме ги слуша TED Talk-от. Идам да соберам лопатче и да джитнам ова срања.